Предупредувањата на Обединети за Македонија, за жал, уште еднаш се потврдија во случајот со тутунарите, како што беше и кога беа попрашани лозарите, производителите на млеко и другите земјоделски производители во Македонија. Владата, представувана од министерот Димовски и подпредседателот Пешевски, кои излегоа насмеани да се сликаат пред телевизиските камери, прогласи уште една победа за природбата, која всушност беше уште една победа на криминалот на фамилијата над народот. Сега, веќе на сите ни е јасно дека секоја криза во македонското земјоделство е однапред испланирана со смислен тек и завршница. Принципот е многу прост. Владата ги стимулира земјоделците да засадуваат нови површини со одредени култури, во случајов тутун, во советување дека нема да има проблем со откупот и откупните цени. Откако земјоделците ќе засадат нови површини, на сцена стапува тутунската мафија, поврзана со фамилијата, која во договор со дел од откупувачите. Таму се договара најважната работа за оваа власт. Полкав дел од маката на земјоделците, изразена во милиони евра, ќе припадне на фамилијата. Следува диригирана криза, предводена од партиски платеници како Љупчо Аризанов и некои други блиски соработници на службите. Се одглумува среќен крај, како во случајот со лозарите, и на сцена стапуваат платениците на Груевски и фамилијата, кои ги разбиваат протестите. Обединети за Македонија застанува за оправданите и реални барања на земјоделците и им порачува: не попуштете, не подкрепнувајте пред притисоците и не верувајте во шарените лаги на оваа криминална група, која се представува како влада. Ниеден закон не забранува луѓето кои се оплячкани од сопствената власт да протестираат и блокираат гранични премини. На крајот, му упатуваме порака и на министерот, кому ќе му го споменеме името, Љупчо Димовски, кој како да не разбрал дека е одговорен за случувањата во земјоделството, да провери дали е пресметлив, бидејќи тоа му е единствениот начин да се спаси од судбината на неговиот претходник, кој моментално е амбасадор во Украина, а е еден од посериозните кандидати за добивање на статус штитеник во некој од казнено-поправните домови.